Тој се изразува мултидисциплинарно, а преку творештвото се труди да предизвика промени на општествен план. По професија е дипломиран скулптор, а работи и како реставратор, конзерватор и графички дизајнер. Реализирал 14 самостојни, а досега учествувал на 35 групни изложби во земјава и странство. Неговото најново дело, Океан од тишина, од неодамна е изложено во Младинскиот културен центар. Тоа е и поводот, почитувани гледачи, во ова издание на Култ култура да ни гостува Pero Кованцанлиев. Во Младинскиот културен центар е изложено, а воедно вие го подаривте вашето најново дело Океан од тишина, станува збор за релјеф од ушни школки. Прочитавме дека тоа дело се реферира на корпоративниот милитаризам, па што ве мотивираше да го направите? Последниве неколку години постојано преку медиумите слушаме за воените действија што и не се така далеко од нас. Слушаме за многу жртви, многу раселени лица, разурнати градови, разурнати држави, економски удари, шокови. Исто така ме загрижува и фактот што соседниве држави веќе наши зборат за поголемо вооружување. Европските земји зборуваат за зголемување на буџетот, како што велат они, за одбрана, односно за вооружување. Се прави таква една голема акумулација на оружје, за која што се прашувам за што ќе се употреби. Јас гледајќи ги тие ушни школки, многу се асоцирав на тоа дека се потопени во нафта. Тоа треба да реферира на сета таа борба за природните ресурси. Во овој случај, мислам дека повеќето војни се започнати за тој енергенс, нафтата. Затоа и ова дело подоцна, на крај, од кога беше завршено, се обидов да му дадам една патина на тој нафтен сјај, да биде видлив. И преку ова дело вие уште еднаш се покажавте како ангажиран уметник-активист, кој едноставно преку творештвото се труди, како што реков исто така во најавата, да предизвика одредени промени на општествен план, независно дали локално или пошироко. Зошто е тоа според вас важно? Не дека ми смета класификацијата како активист, напротив, таа мислам дека незаслужено ми се препишува, бидејќи сметам дека активистите денес, освен што не ја прифаќа таа пасивна улога која што им е наметната како граѓани, тие се бават со низа акции и ангажмани, како што се кампањи, протести, дебати. Ако јас сум активист, мислам дека би бил лош активист, бидејќи ништо не правам од тоа наведеното. Тоа што јас го правам е малку поразлично и подразбира дека јас се идентификувам со сите тие групи поединци, активисти, во овој случај антивоени позиции и страни. Со мојава работа мислам дека придонесувам во остварување на тие цели кои што тие ги поставуваат, но тоа што јас всушност го правам е призгувам општествена содржина во уметничкото дело и обратно. Ние уметниците не можеме да бидеме имуни на сите светски случувања и на општествените проблеми. Напротив, ние реагираме со нашите дела кои се критични, ангажирани, документативни.
на тој начин се изразуваме и комуницираме со светот. Океанот Тишина е изработено дело од полиестер со димензии 2 на 1 метар, па како одеше постапката на изработка на делото? Да, делот е изработено од полиестер за нецели 20 на дена. Мислам, во веќе подготвените калапи, излив потребниот број на ушни школки потребни за делото, ја подготвив површината на која што требаше да ги фиксирам, создавајќи одредени движења и бранување на истата. Ова не е ваше прво дело во кое како мотив провејуваат ушните школки. Она што е интересно е дека тие на некој начин беа дел и од инсталацијата 1001 уво, а исто така и кај скулптурите од циклусот Послушност од 2023 година. Па како ја објаснувате таа потреба да ги користите повеќекратно? Уште во моите рани почетоци на творештво, се сеќавам дека изработив една серија од скулптури со човечки екстремитети, каде се обидував да покажам одредени чувства, емоции и да раскажам приказ. Тоа беше во тој период како предизвик со што помалку да прикажам повеќе. Тој предизвик и тој нагон продолжува до ден денеска со сега низ овие акумулации од ушни школки, со чии формации успевам да направам одредени архетипови, алузии за некои парадигми, кои всушност се метафорични, материализирани метафори, кои што создаваат услови за гледачот да може да ја преиспита и да стане повеќе свесен за својата позиција во системот. Ушните школки, верувам дека ќе продолжам да ги користам и понатаму во моите дела. Секогаш кога ќе почувствувам дека можам да изградам со нив, да формирам една нова содржина. Покрај Океанот Тишина, заедно со уште 34 ваши колеги, работевте и на мурал овде во Младинскиот културен центар, кој е поставен од надворешната страна на зградата. Сега, откако Океанот Тишина е подарено дело и се наоѓа на еден од зидовите во Младинскиот културен центар, да ни кажете зошто ви беше важно вашето творештво да биде тука, во оваа градска установа од културата? Муралот Индоктринација, создаден од 35 автори, се случи пред 10 години и тоа дело исто така подарок од авторите, кои што чувствуваат, дишат, израснале низ оваа институција на различен начин, индиректен или директен, со тоа што следеле настани, биле дел од тие настани, учествувале, креирале. Верувам дека и повеќето тие 35 уметници
тогаш првите нивни авторски представувања биле токму овде во оваа институција. Причините за Океан на тишината да се најде повторно овде меѓу зидовите започна кога Коријан, представникот на ликовниот оддел од Ладинскиот културен центар, ми соопшти дека има иницијатива за да се обогати амбиентот во холот на МКЦ со ликовни дела. За мене тоа значеше уште една можност за директно, материјално и содржински да се вградам во зидовите и помеѓу зидовите на, за мене, ова така значаен објект, институција. Како ангажиран уметник се покажавте и преку така наречените пештерски цртежи, кои беа дел од изложбата Капиталистичка авантура од 2020 година. Таму всушност се рефериравте на тоа горење на тој чад при горење на отпад, кој е продукција на сеопшто присутниот конзумеризам. Па во таа смисла, дали сметате дека нашата цивилизација има иднина, имајќи предвид на се она на што сведочиме последниве години? Доколку секој од нас би се грижал од својата позиција за тоа што го обкружува, особено за јавното и за општото добро, мислам дека нема да има потреба човекот за што да биде загрижен. Но мислам дека многу возрастни се уште како да го живеат животот низ една така далечна максима за безгрижно детство. Загрижен сум за отпадот кој што треба да се справиме со него. Селекцијата, рециклирањето на отпадот се добри фактори во тој процес, но сликата генерално на терен е малце поразлично од таа што обично е проектирана. Многу често отпадот се гори за да се ослободиме од неговиот вишок, заборавајќи дека тој само го менува својот облик и повторно останува во воздухот тука присутен со нас во една друга форма, во едни ситни мали честички кои што остануваат да бидат штетни по нашето здравје и по живиот свет. Треба да се исправиме, да бидеме исправени кон тоа, да се наоѓаат начини за како отпадот да се третира. Но мислам дека уште поважно според мене и она што треба да го направиме е да го намалиме создавањето на отпад. А тука го гледам потрошувачкиот систем и хиперконзумеризмот кој што оди во една угорна линија, и го гледам како ран фактор за овој проблем. За овие ситуации давам еден критички осврт низ моите така наречени пештерски цртежи. Ја реализиравте скулптурата посветена на Илија Џаџев во вашиот роден град Гевгелија. Станува збор за дело во бронза. Илија Џаџев е познат како професор по музика и исто така човек кој настапувал добротворно и одржал над 6000 концерти по различни поводи, сето тоа на неговата хавајска гитара. Како се случи таа можност да ја изработите таа скулптура и што ви беше важно да прикажете на неа
И фала Богу, општина Гевгелија се сети веќе да конечно да направи спомен одбележје, бидејќи гевгеличани тоа долго го очекува. Во 2024 Општинскиот совет донесе одлука за подигање на неговиот спомен одбележје, со тоа што одреди локација и издвои буџет. Распиша конкурс, сета таа постапка на кој што се јавив и моето идејно решение беше избрано да се реализира. Тоа беше една емоција целосно творечка. Таа не беше изведбена и перформативна, туку тој секогаш во сите тие документи што ги видов е присутен тој творечки занес, како во моментот да ја компонира таа музика. Се обидов низ оваа скулптура да го представам тој момент и таа е можеби најчестата позиција како што јас го имам представано во неговите настапи. Што ново подготвувате? Дали оваа година некаде ќе имате нова изложба? Дали некаде ќе може нашата јавност да види ваши нови дела? Овие денови се подготвувам за моето самостојно представување во Македонскиот културен центар во Софија, Бугарија. Таму ќе се представам со изложбата Дамки. Таа изложба е континуитет од моите претходни два проекти, Капиталистичка авантура и Политичка лиричност. Надополнета се разбира со нови дела. Изложбата ќе се отвори на 14 мај, па еве да искористам оваа прилика да ги поканам сите кои што се во можност да ја посетат. Јас ви благодарам многу на разговорот. Благодарам на вас. Тоа беше уметникот Перо Ковацанлиев во Култ Култура. Емисијата заврши, но вие почитувани гледачи останете на нашата програма и имајте убав ден.